Нашите печки и шпорети се тие што го загадуваа воздухот и се виновни што ние и нашите деца дишеме отровен воздух. Ова е приказната што како мантра со години ни ја продаваше СДСМ, но гледаме дека вистината била сосема различна. Лично се уверивме дека цели 7 години СДСМ и ДУИ не само што не испокрадаа, туку бре полека тие и не убивале. Како? Едноставно. Така што со години ги оставаа нивните дејци, олицетворени во екс-директорот на СМ Ковачевски, газдите на Заниф омилената фирма РКМ Капушевски и Сулковски, кој патеме и партнер со зетот на Ахмети, но и Јаховски од Пуцко Петрол да не крадат каде ќе стигнат. Во екот на светска енергетска криза, наместо да мислат план како да се спасиме и од каде да најдеме струја, тие бре си местеле тендери, си менувале документација, си правеле фиктивни договори за позајмици и посреднички услуги за испорака на гориво. На овој начин испумпале над 160 милиони евра народни пари. Во текот на најголемата енергетска криза некој да те краде, според мене, е рамно на воено злосторство. На сметките за струја не изгореа, децата живеа во ладни домови преку зима, преку лето се вареа на горештини. И зошто? За да оваа банда ги полни джебовите? И криминалот не завршува тука. За да биде помонструозен случајот, тие бре увезувале сомнителен мазут, штетни горива и што се не, со што практично не труеле. Само Господ знае што се горело во печките на рек Битола. Некој намерно не труел и не ги труел децата со канцерогени отрови. Мислам дека ова е еден од најголемите скандали во поновата македонска историја. И воедно никој не може да ме убеди дека врвот на СДСМ и ДУИ не знаеле што се случува и дека Ковачевски, Капушевски и газдата на Пуцко Петрол се си правеле на своја рака. Па луѓе, јас не знам колку приказни новинарски истражувања се правеа на оваа тема. Затоа истрагата не треба да запре на оваа банда, туку треба да се види кој и зошто неколку години молчал за оваа работа и тој или тие да одговараат за тоа што некој намерно ни ги труел децата.